Малце глупаво звучи сега што ќе го кажам, ама јас сум навикнат на пример да се трудам да решавам све сам во мојата глава, за да ми биде полесно, затоа што ми било потешко да споделувам. А и кога бев мал не ме ни прашувале многу искрено. Да речам, не како не грижа, туку едноставно така било. И сум наоѓал начини да се снајдам сам. Сега не ќе да звучи ова дека сум имал лошо детство, супер беше све, само кога си постар сваќаш дека нешто ти се десило како мал, некоја травма или нешто. Многу значи да има некој до тебе. Нормално. Битно е и другарството, битно е и дома да можеш да разговараш со твоите. Можеш ли да споделиш што ти било таа травма за да биде малку поблиску до Не е некоја травма незначителна, ама на пример кога размислуваш како мал, пример, денес ми е страф од темница и не можам да го објаснам тоа, цел живот се смеат другари ме зафркала. Како мал ми текнуваше затоа што ме оставаа сам да спиам. Мораше да има некој светло, иначе не можам да спиам. Не сум спремен за да разговарам со психолог сега за сега. Мислам дека е многу битно да си спремен сам да бидеш отпорен на тие работи и некако да си развиеш некој систем на да не се преплашуваш од било каква криза што се случува, пошто секојдневно се случува нешто ново.